Добро вечер. Извештајот за напредокот на Македонија се најде пред Националниот совет за евроинтеграција во Македонското собрание. На седницата присутна беше и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која порача дека Унијата преферира двојни стандарди. Власта и опозицијата пак со меѓусебни обвинувања за текот на евроинтеграциите. Афродита Рамос. Председателката Гордана Силјановска-Давкова упати критика до Европската Унија. ЕУ нема јасна стратегија за Балканот. Македонија има посебни критериуми за членство за разлика од останатите кандидатки, а тоа што ЕУ го бара од нас е спротивно на вредностите на Унијата, вели председателката Силјановска-Давкова на денешната седница на Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања, на која се оценуваше извештајот на Европската комисија за Македонија. Некои земји за година, 2-3 направиле квантни скокови во реформите, тоа не можам да го прифатам. Не, реформите се процес. Ако ние кои влеговме во процес на стабилизација и асоциација, се уште не сме стигнале, значи, да бидеме реформирани, тогаш тоа зборува за нешто друго. Ниту рамковниот договор и измените по него, ниту договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија и барањата. Еве сега е шансата, испратете го на Венецијанска комисија да видиме што ќе каже тоа. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошевски изрази свое видување за иднината на македонските евроинтеграции. Време е да почнеме да размислуваме за меѓурешение кое нема да значи наше полноправно членство, подлече Милошевски, повикувајќи се на последниот самит на Берлинскиот процес во Лондон, каде што според неговите тврдења станало збор за замореност на ЕУ од нови полноправни членки и немање на цензус за проширување во Унијата. За председателот на СДСМ Венко Филипчепак, ваквите ставови се евроскептични, а државата губи скапоцено време. Која форма на членство или на асоцијативно придружување или на привилегирано партнерство е реална и стои на располагање за Македонија, за Србија, за Албанија, за Црнагора, за Косово, за Босна и Херцеговина и за сите останати кандидати, за да можеме ние како земји кандидати за членство да знаеме во која насока се движиме и до кој степен интеграција може да очекуваме, да не живееме во илузија како изминативе 16 години, дека следната година ќе се случи моментот на проширување. Иако до минатата година имаше само еден услов за почеток на преговорите, а тоа е решавање на билатералниот спор со еден од соседите. После еден ваков извештај не сум сигурен дека понатаму нема да имаме и други услови да се отпочнат преговорите. Нема напредок во клучните области. Имено и денеска да се случат уставните измени, ние утре нема да можеме да го отвориме првиот кластер за преговори, fundamentals, поради тоа што не сме спремни. Представниците на власта и опозицијата не можеа да се усогласат во тоа дали ова е најдобар или пак најлош извештај за Македонија од Европската комисија во последните години. За власта, средната оценка од 3,11 означува најдобар резултат, додека пак опозицијата на ставот дека уште еден ваков извештај наредната година и постои ризик државата повторно да се врати на ниво на скрининг што го комплетиравме пред 2 години. Слушаме пораки на евроскептицизам. Поради силен јужен ветер што го зафати Скопскиот регион, 2 авиона се пренасочени да слетаат на Приштинскиот аеродром, соопшти вечерва Дирекцијата за заштита и спасување. Од ДСЗ информира дека 2 други авиона се уште кружат и чекаат инструкции за слетување на меѓународниот аеродром Скопје. Надлежните ја следат состојбата и апелираат патниците да ги следат информациите од авиопревозниците и од аеродромските служби. Владата прави се за поддршка на семејствата на настраданите од дискотеката Пулс, вели премиерот Мицкоски. Според него, одговорот за формирање на собраниска анкетна комисија треба да го дадат пратениците. Ги слушнав двете барања. Апсолутно немам никаква дилема дека ние како влада правиме и ќе правиме се што е потребно за да се помогне во тој случај да се ублажи болката која што е неизмерна, неограничена, голема,
А што се однесува за поддршката на анкетната комисија, тоа прашање мислам дека е добро да го поставите на пратениците. Мислам дека ваков тип на соочување со јавноста многу скоро ќе биде кога ќе почне процесот во суд, така што таму ќе можат сите и граѓаните, и јавноста, и вие медиумите да следите што се случувало. Собранискиот спикер Гаши ги распиша повторните локални избори во Гостивар, Маврово Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа за 11 јануари. А Државната изборна комисија веќе ги отпочна подготовките за изборниот процес. Изборната кампања ќе почне на 22 декември и ќе трае до 9 јануари на полноќ. Изборите во овие 4 општини не беа успешни и пропадна уште во првиот изборен круг на 19 октомври поради тоа што не беше исполнет цензусот од најмалку 1/3 излезеност на гласачките места. Право да се кандидираат, освен партиите, ќе имаат и независни кандидати. Рокот за доставување на листи на кандидати за градоначалници во овие 4 општини е најдоцна 30 дена пред денот на одржувањето на изборите и ќе биде на најдоцна до или заклучно со 11 декември до 24 часот. Ждрепката за редоследот на гласачките ливчиња за листите на кандидати ДИК ќе спроведе најдоцна на 17 декември. Ако говориме за локалните избори како надпревар со спортски термини, тогаш резултатот е 114.000 гласа за Националната алијанса за интеграција и 91.000 за коалицијата Вреди, порача Зијадин Села во последното издание од На кавга со Иван, кој ќе се емитува вечерва во 23 часот. Кога имате една фудбалска екипа, од една страна Влен, и од друга страна Нај, така. Така ли? И сега играме. Кој е резултатот според вас? 9-4. А чекај сега, сигурен си дека 9-4 не е утакмицата Нај, Влен и некој куп таму други утакмици? Судијата е дикција. Судијата вика дека се било регуларно, дека настапиле. Ама се затоа јас не велам дедичи тоа се правилата на играта. Ама ти велам да на едната половина од стадионот имаше 11 играчи, а на другата половина на има малку повише. Има некои 50 играчи. Ама не се гледа. Ама како можеш да победиш со 50 играчи? Не се гледа. И трча 11. Тоа е она. Ако зборуваме за утакмица помеѓу Нај и Влен, резултатот е 114.000 со 91 или 2.000. Жално е што ако така директна, ама спортски. Добро, сега не разбирам многу со спорт, ама спортски гледано вака е. Автошколите ја зголемија цената на обуките за 8.500 денари. Новата цена важи од 1 ноември, а одлуката за поскапувањето ја донело Сдруженијето на автошколи. Оттаму одлуката ја правдаат со зголемувањето на трошоците и велат дека очекуваат разбирање од граѓаните. Повеќе од Маја Стојановска. Секој ден возач, кој од 1 ноември започнал со обука за возачка Б категорија во Скопје, ќе плаќа 8.500 денари повеќе. Според новите цени, обуката за Б категорија која претходно изнесуваше 24.500 денари, сега чини 33.000 денари. Од Сдруженијето на автошколи објаснуваат дека зголемувањето на цените било неизбежно поради инфлацијата и порастот на оперативните трошоци, од гориво и одржување до техничка опрема. Оттаму додаваат дека покачувањето ќе ги одржи автошколите во живот, бидејќи поради ниските плати, секторот се соочувал и со недостиг од кадар. И автошколите ја придржуваат таа цена еве скоро 10 години до сега, до 2025 година. Сами сте сведоци, значи низ текот на тој период од 2015 па до сега, каде отидоа другите цени, таа цена што беше минимална не ги покриваше основните трошоци за плата, а никој млад човек не се решава да работи за минимална плата. Верувате.
Автошколите во следниот период ќе ги зголемат цените на обуките од 20 до 30% и за останатите категории, кои сега чинат од 15.000 до 40.000 денари. Апостоловски по зголемените цени не очекува намалување на интересот за полагање и очекува разбирање од страна на граѓаните. Тоа беше неминовен чекор, нели? Така да, ако за сите други активности, за сите други потреби граѓаните наоѓаат да се снајдат, ова еднаш у животот се на ваков чекор се нели поминува полагањето, би требало да има разбирање за тоа. Покрај сумата од 33.000 денари за обуката, кандидат кој сака да се стекне со возачка Б категорија, има почетни трошоци од 1.200 денари за лекарско уверение, 250 денари за посета на полигонот, 1.500 денари за користење на возилото на автошколата пред двата практични дела од полагањето, како и трошок за секој дополнителен час кој надвор од предвидените 36 чини околу 1.000 денари. Секое полагање пак чини дополнителни околу 2.500 денари. Според податоците на МВР, годинава за прв пат возачка дозвола извадиле вкупно 19.963 лица, од кои најмногу, или 6.994 во Скопје. Вестите завршија. Останете со Канал 5. Пријатна вечер.